Поздрав до сите наши гледачи и следачи. Ова е емисијата Бок и рок н рол во подкастот на Плюс Инфо. Јас сум Мартин Богатиновски, новинар, а во слободно време се занимавам со вакви работи. Се потрудив и можам да кажем дека среќен сум дека успеав и овој пат да доведам една многу интересна личност во нашето студио. Не е поп, ниту е монах, ниту е свештеник, барем така го знаеме. Не знам што е по дома. Станува збор за Сашо Гигов Гиш. С косом и брадом. Бога ми, фала Богу што сме тука. Темава ти беше многу провокативна. И ете, како се вика тоа, Феликс Кулпа или Деус екс макина. Среќна грешка или ручето од Монти Пајтон што наредија работичките доле. Добро дојде и Ептен ми направи кеф, искрено ќе ти кажам, со што прифати што одмак од сјавив од пушка ми рече доаѓам. Некој те поучил некој на што може да не фати. Нели? А ме предупредува, имаше такви кои што ме предупредува дека Гиш нема да го кандисаш. Не бе, никој не ме кандисал до сега, ама ова Ептен ми лежи. Иманентна ми е тема и наистина ми беше предизвик да дојдам да правам муабет на слепо. Зошто е тоа така? Зошто те нема? Ајде, што те нема од медиуми, него те нема и од сценава. А верувам дека и ти го мислиш истото, дека на луѓето им фали таа енергија на Гиш. Што те нема, кад на младо појско цвеќе, бисер ниже по ноќ нема. Кроз груди ми песма лече, што те нема. Јадранка Стојаковиќ го пее Алекса Шантич. Брилијантна романтична балаба. Ова фали. Зошто те нема? Па еве ти одговорив. Која знае Јадранка покојна Стојаковиќ и Алекса Шантич? Романтизмот умре многу одамна. У овакво време подобро да те нема, Мартин. Одговор се, што поише да ти кажам? До толку ли? Ептен и поише. Си видел ти некој нормален човек сега да искача по телевизија? Сите се експерти, политиколози, све едни те исти, све едни теко Рамбо што би рекол, едно те исто. И кај да те има меѓу такви манијаци, егоманијаци, селф-промотинг лудаци кои зборат тоа што не го верујат, мислам, по шашава религија не сум видел. Јеховини сведоци се мали деца за наши политичари сега моментов. Кај да те има, бе, брат? Кај да ме има? Меѓу кој да ме има? Сега да пеам патриотските песни што сум ги пеел пред 25 години. Сите ги пеат. И не веруваат во тоа. Мене ме нема зашто се уште верувам во тоа. Добро, интересно. Еве ќе те прашам од друг агол. За рок н рол да збори. Не, сакам да зборам да те прашам за радио. Знам дека тоа работа, што примарна работа ти е радиото. Штом си толку години во радиото? Многу години. Многу години, 35 години. Значи ти годи. Ти се пронашол. Сум се нашол Ептен и сме се погодили. Имаш ли некаков кантар, некакво мерило колку Гиш влијае преку радиото? Добро ти е прашање. Подобро да не збореме за да не почнат, знаеш како вика Черчил, тоа што не сум параноичен не значи дека не ме следат. А ова време на следачи, нели, социјалните мрежи се базираат на, како се викаат, followers тие. Followers, да. Нели? Следачи. Порано в наше време следач, значи мањак, пазач. Оној што онака гледа по колика што има коитуси и такви работи. Пазач. Следачи, следбеници или на месијата. По скопски суруш се викаше тоа, пазач. И многу страф ме фаќа од тие следачи и така натака. Ме разбираш? Мислам, се обидувам да го ставам на една редикулозна основа или на малку сарказам, меѓутоа слушател е титула за мене, следач е диагноза. Добро, фидбекот како го добиваш? Зошто велам титула? Привилегија, затоа што многу е посуптилен радио медиумот. Не ти го гледа суратот. Нема Фейсбук, ме разбираш? Нема филтер. Не можеш да фейкуеш. Така. Не можеш да фейкуеш никако. Фотошоп нема. Фотошоп никаков. И сега што збориш, тоа е. Како допира така, значи на една многу интересна, вибрантна основа е мојата работа и има слушатели
ама мене не ми личи да се понашам како на белграđанка на врати конју главу, како се викаше, на Јеремич. Да у секој момент она да гледа, или 680 емисија на емисијата Трт. Јас сум направил 1800 емисија, бе, кого му е гајле за бројката? Очигледно има на кого му е гајле. Лудак до лудак, значи self-promoting манијаци. Јас сум школа на Драган Б. Костич и на научната програма на Македонското радио, односно која беше фактички правена по Белградската научна програма, Радио Белград, а правена по урнек на BBC. Значи една парадигма невидена, значи еден енциклопедизам, чувство, артизам, музика и искреност. Ако ми е мене убаво, и на слушателите ќе им биде убаво. Това ми е мотото. Сега да не бидам банален, знаеш, да не бидам дегутантен во тој контекст. Зборам за рок-н-рол многу од тие емисии, антологија и на екс-југословенскиот и на светскиот рок-н-рол, такви циклуси терам, и затоа ме натера да дојам темава, и за метафизички теми кои се многу посредно или непосредно, повеќе посредно, помалку непосредно поврзани со идејата за Севишниот и на неговите еманации. Така да тен ме фати у парадигма, затоа и дојдов и затоа сакам да правиме муви, баш ме интересира што ќе ме прашаш. Пред да почнеме со тоа што поради што те повикав, ќе те прашам нешто што нашите следачи гледачи, да, пред емисијава баш со кој што се консултирав, нели најголемиот дел за помладиве генерации не се ни обидов да ги прашам кој ги прашуваш, сум стар човек. Но ете сите ги интересираше за косата. Заштитен знак на Киш, сме те виделе без брада, ама не сме те виделе никога што без коса. Си имаш ли видено ти сам без коса и пред колку време? Don't ask me why, I'm just a hairy guy. I'm hairy, high and low. Don't ask me why, I don't know. Ова е интрото на насловната музика, насловната номера на парадигматичниот легендарен мюзикл Hair, Коса. Многу пути сум објаснил све свашта и сум измишљал и сум компилирал и сум им правил кејф на сите водители и така натака. Не е узбудно. Кога последен пат се имаш видено без коса? У војска која бе? Војска те шиша таму или ти сам? Да, ме Јупија. Прво јас се зашишав дома да не видам ептениум в косиштето кават на 17 години, кој што имам сега. И пред да идам у војска, негде 2-3 месеца си шишав као бајага, некао Хари Мата Хари. Да ме видиш на матурска слика Хари Мата Хари, да суте паш од смеја. И кога ме Јупија у војска, мисламе тука беше крај краја. Кај служеше? У Рума. Кој да прашам у Рума има служено човек. Кој друг служел у Рума, да каже некој колега мој. Не се шалам. 87-88 година и кога се вратив, од тогаш толку беше, да. Ама и гимназија не успеа да ми шишаат. Што би го Јосип Брос. Што би го советувал младиот Самсон пред да се влюби во Далила? Претпоставувам не се влюбува во Далила. Нека го прашам Том Џонс, ја не сум специјалиста за Дилајла. Силата е во косата. Мудроста може. Види, да ти кажам, еден пример фасцинантен. Индијанци од племето Навахо ги регрутираат у специјални извидници тракери од специјалните Делта Forces у United States у време на Виетнамската војна. Овие се неверојатни трагачи, мислам неверојатни, како ти кажам, загари. И по мирис и по све, мислам, неверојатни ликови. И цијаши прават експеримент, како и со се впрочем што прават експеримент, им ги шишаат коси, вие кој да си им ги секол прстите. Крај, готово, ни мирис, ни слух, немаш да најде ништо. Им ги... Као мачки со брковите. Им ги сече брковите на мачките, готово. Значи, тоа се сенс некаков шесто сетило некое, за кое што науката ден денеска нема објаснување. А култот кон косата
или како се вика на турски тоа, берикетот на аксакалот или на белата брада, тоа не е случаен. Сум прочитал на некој место за некои мудри луѓе, што сум ги следел нивните методологии, вели дека во брадата се наоѓа електрицитетот, а во косата магнетизмот. И право пропорционално со должината расте и функционалноста и обсегот на тие вибрантни полиња. И сега да не го тупам графитното зрно на мојот вербален молив, да не изгледам на рубу знаности, ама таков те дал Господ, такав ти зошто ја носиш и брада? Ја имав исто ко тебе коса и се ишишав пред некоја година, Рагнар Лодброк ќе бидам, знаеш. А, добро, супер, биди тоа. Али после да сватив дека сум далеко од него. Рагнар е добар лик дека Рагнар. Да. Ајде, да се префрлиме малку на музиката. Има нешто божествено и во косата, знаеш. Да. Да. Види ги иконографиите на Исус, на Буда, на Вира на Коча, светителиве. на сите оние луѓе кои на некој начин оставиле импресум на духовно поле, во духовната сфера, околу ионосферата. Сите се така, да не речем, запуштени. Има еден, ти сигурно знаеш, зборот Јуродив во православната традиција, што значи. А најблизок апроксиматив лингвистички е санскритскиот Гурудев. Гурудева или Јуродив е едно исто, божествен лудак или луд ради Бога. Оној што сака да им го расипе на луѓето ритуалниот урник или ритуалната матрица, да ја наруши со одредени активности, дејанија, за да ги тргне од зададениот причинско-последичен или безпричинско-последичен процес кој треба ритуално да се исполни за да се доближиш до Бога. Нонсенс. Човек и Господ се во директна комуникација. Не му треба тумач, не му треба релеј. Да. Ето е улогата на Јуродивот, да им го расипе урнекот на религиските матрици и да ги врзе луѓето директно со Севишниот. И да на некој начин зен. Откритие на абсурдот. И тука косата игра Многу битна работа. Зошто? Не може секој да ја пушти. Не ја трпи. На секој можеш да му ја ишишеш косата, на секој не можеш да му ја пуштиш. Имав еден период, имав брада од тука. И ми текни тама сега да се бричам, фати сăклет, викаме, човече, носам брада 5 години, ама више не ја носам ја неа, него она мене. И морав нагло да ја анулирам за да не ме носи она мене, затоа што вуче брадата, знаеш, и косата има гравитација некоја чудна и те влече надоле. да. Знаеш, Ајде, како што реков, ќе зборнеме малку и за музикава. Да ги почнеме од тоа што мене ме интересира идејата за да се формираат од твоја страна рок бендови, како Клержо, ќе го спомнам, во тоа време, со употреба на фолклор, митологија и религија како сегменти. Како дојде до тој момент? Видовте од негде? не, ја бев обседнат со сето тоа, од дете. Уште од тогаш? Многу давно, од 5-16 години. И кога се вратив од војска, више бев форматиран како човек што се бави со тој тип на активности. И тој негде кај 88 година, New Age-от беше у зародиш на планетарно ниво, Скопје беше тененака и во тој контекст. Имаше такви фаци кои навистина носеа чудни работи од страна и ги практикуваат тука. А не само тоа. И имавме и ние и тука локални, стари школи на мудроста, активни, па зависи за кого достапни. Ево Скопје, например, у Газибаба е Хазнатар баба текето. Од
пред едно 3-4 века. Има у Дукјанџик едно теке исто, Саадиското теке, тоа е исто едно 3 века традиција. По мистични места, ја као клинец не сум видел, или Алтипармак текето, или што ја знам, ди Скопје ти изборам. И сме иделе као клинци, ние тамо да гледаме зикир, дервишите како прават. И кој ќе видиш, особено Руфаиското или Саадиското теке, кој ќе почнат со тоа сарбоите да со тие иглите да ги наречам, или со оние шишоини да се бодат и да мантраат, нели, да ля и ляла, ние сме гледали од преку пенџери, другари имавме, нели. Тоа за да прашам са, другари, па турци, албанци, цела екипа ја интересираше тоа? Како бе, не, ние сме били Кај најде такви другари? Од Чаршија сум израснал, јаве, брат, од 13 години у Аксаре, кај искачаш у Аксаре или у Галерија 7. Ти значи нешто тоа тебе, кои се тие пунктови на старото скопско Јас сум други генерации. мистично единство? Да. Тоа беше старо скопско ескио мистично единство. Грегор еден кој живеевме кој турци, албанци, роми, македонци, срби, власи, бошњаци, секакви. Да не ти се веруе какво беше Скопје тогаш и зашто правевме муавето таа галерија. 7 ден денеска постои у Чаршија. За такви работи, за тесауфот, за суфизмот, за кабала, за што ја знам, за исихазмот, за врските измеѓу. Читавме секакви книги у тоа време, разбираш, Нолит преведуеше неверојатни наслови, светски наслови, баш кај и југословенски у тоа време. Многу беше интересно. Рок-н-рол и духовност идеа заедно у тоа време. Ако не ги знаеше, например, ти у тоа време, ако не си апдейтуен на најактуелните книги која третираат тематиката на светата крв, светиот грал, у тоа време беше 84-5. И тоа се отвори некоја чудна приказка, например, сега да не многу, ама ќе нафрлам 2-3 наслова. Не можеш ти да искочиш на кеј да покушаш да направиш муавет со некој, ако не го знаеш Кастанеда до задња она реченица. Или евентуално ако не си го читал Хесе, тоа беше као прво деление. Или по Достоевски, Пинк Флојд, не можеш да ги слушаш ако не го знаеш ти Достоевски. Нешто као сега ако немаш TikTok, мислам. Тоа, сега, били многу old fashion изгледа ова што ти го зборам. Да, ма многу краток период, релативно. Не те лъжам ни збор. Ја не можеш ти зборам за журките у Мусандра или у Огниште. Тоа беше шминкерски работа. Да. Ние не можеме да се дружиме ако не ги знаеме, вие работи напоредно. Ако не ги знаеш текстовите на Лед Зепелин наизуст или Боб Марли, ако не го знаеш како Псалма, или ако не си го читал Маркес задњата книга, не можеш ти да седиш да правиш муабет со тоа друштво кој што сум искачал ја, затоа што беа постари луѓе од мене. Таму имаше луѓе по 15 години постари, па после и по 30 години постари у Јоле кој зема. Па академици. Да, па како? Па со академиците што мислиш ти? Што мислиш, најболите муабети за рок-н-ролот и за духовната јас сум ги правил со Горан Стефановски, покојни со Газанфер Бајрам, например, еден извореден светски мозаичар, уметник. Што да ти кажем? Рок-н-рол со Жарко Јакимовски се расправавме кој е бољи гитариста, дали Пако де Лусија или Гилмор. Озбилно ти зборам. Значи нема да ги подценуваш луѓе што Не, тама работа. се постари. Многу поише знаева него овие клинци овде кај што мислат дека стисни дугме джак на леđa и инстант духовно. Знаеш како викаше Џон Ленон? Instant karma gonna get you through your eyes. Instant karma. А Джуни Штулич, знаеш што вика у вези тога? Има една песна негова се вика Distant karma. Може ли да ти ја издекламира? Многу е битно у тој контекст. Значи му одговара на Ленон, Instant karma gonna get you through your eyes. И овој вика, у Distant karma Джони вика, свако своју карму носи, ту ја немам што да дам, осим да се не заносим неучинjenим дjelima. Свако онај кој мисли, што ја речи Господње, ал копија не е оригинал, нити средство најболje. Куда иду људске снаге, камо бježe гузице, ако си у Кременадли, не си за кобасице. Тоа е, да.
Што би рекол Грумф од Алан Форд, кој разумие схватиче. Така. Добре, да се вратиме пак Цело време тоа. сме тука, не треба Тука сме, ама имавте цензури во тоа време? Како беше ставот на социјалистички власти во Многу тоа време? болji него од овие сега селјачки. Да. Да. Зашто тој Dark Wave, нели, не да го Кој наречам го на... промовираше тој Dark Wave? Сега се појавя Мизару во време ќе ги стави у Бајбук, бе. Кој што го апсија гора на едно време. Ни крив, ни дужен. Ме разбираш? Кој што ме апсија мене 2-3 пути, ни крив, ни дужен. Стварно? Па најстварно, што? Има У комунизмот прогрес. никој не ме малтретирал мене, напротив. У комунизмот имаше еден Чичко Мирко Стефановски, Господ здравје да му даде, кој беше генија, онака, рентген, гледаше кој е талентиран, кој може, на кој му пее пилето и ги поттикнуеше децата да работат. Ја од 13, 14, 15 години, првата група, со поезија, со вам, имаше таква една фантастична организација. Ја сваќа уметноста книжевна повеќе. младина, музичка младина, Геро, овој Баже, Мирко. Па мојата прва книга поезија, знаеш ли кај изгочи? У Алфа едицијата, у книжевна младина. Не да ја сваќа, него ја поттикнува, сега никој не се грижи за ништо и сите пјукаат по тој социјализам. Знаеш зашто? Зашто не успеале да го сконтаат тој многу хај граđуети хуманистички систем, каде што немаше негативна селекција, напротив. У тој така наречен едноумие систем, а видиш колку книги се издава со така со содржина која немаше врска со марксизмот. А од што се плашат Така сега, дека натаму. ќе им протнеш нешто? Кој се Само плаши? општо. Од Еве сега волкот што лош, 3 за грош, 3 за грош. Што е тоа 3 за грош, знаеш? 3 што за грош? Грош е паричка. Зависи што се трите. Добро, има ли од музички аспект, ајде да видиме, има ли Ме прогрес? спраша за цензурата, така? За цензурата. Сакаш да ти кажам искрено? Нормално, да. Ова не сум го кажал никога. Ја не ќе да те да те притискам. Па види, кога го направивме Кледжов трето или второ откровение, со Бранко Попчевски, со Драган Стојковски, со Кристијан Цветковски, со Гоце, Стевковски и така натаму, со Валјом Адеми и Стевчо Стојковски, тоа беше веќе многу попрофилирана и многу посилна матрица на која што пораките лепеа као кец на 10. У тоа време на ВМРО-то актуелно за кој што пеев ја тогаш. Ќе те прашам. Со Васка и со Ацо покојни, со тетка Васка Илиевски, Ацо Сариевски, нич не им одговараше. Затоа што фурав пантеизам, богомилство и така натаму. И вешто ме изденфуева и ме турија у ќуши. Не брутално, вешто реков. Јас се наљутив ептен. И ми текна дека не треба више да се мешам кај што не ми е работа. И дека кој се чепнал со тие работи кои што се богомилството на тлово на Македонија, спектакуларно завршил на клада. Као што и тогаш. Како и Кочо Рацин, например. Кој прв се рачна со драговиските богомили. Како заврши Кочо? Глув заврши, нели? Тоа знаеш како го викали во времето на инквизицијата? Аутодафе. Само спалување. Ќе те стават на плоштад и ти можеш да му се заблагодариш на локалниот бискуп и фала ти о пречесен што ми помогна да се самозапалам и да се ослободам од демонот кој ме беше навјасал. Држ ми го Маро Гајтанов околу вратов. Нели? Ако збориме за лагата, не сакам многу да зборам за лагата, тоа беше првата цензура, а втората цензура беше следното. Кој ќе ти стане некој собственик на талентот и кој ќе мисли дека може да ти каже што да правиш и како да правиш. Чега малце. На врз која основа на некој фейк патриотизам ти ќе ми упропастиш кариерата? Кој си ти? Прво треба да се прашам кој сум ја, што барам овдека? И онака да не бидам вулгарен, али ми дозлогарди тој естраден патриотизам и морав да направам еден радикален чекор, контра, за да ме замразат сите тие што гледа и икона у мене.
И не е лесно да те мрзи цел народ, а зашто те мрзи? Затоа што си отишол со комуњарите да пееш песна за Европска Унија. Страшна работа. И Добро, видов дека више претходно такви беше, работи, нели- више, ама што е тоа бе, на кој е простотилот уметникот да го идентификуваш со политичка идеја? Патриотизмот и политиканството не се исто? Овдека народот е збунет ко гуска у магла. И сега ако му кажеш дека е така, уште поише ќе те мрзи. Затоа по на страна седам и не сакам многу да зборам, и тие болje да те оговарав него да те жалив, викаат кумановци. Пред да излезеш разбираш? да пееш на митинг, твои луѓе кои што те познаваат баш се распрашував малку, велат абе на Гиш му се повраќаше пред да се качи на бина. За Токму кој беше митинг? лошо. За кој на митинг? партиски митинзи. За нели? кој? Има Ете- митинзи кај што сум уживал и сум бил возбуден како да сум на Вембли. Со Васка Илиеве, со Александар Сариевски, знаеш на шо личеше тоа човеч? Народов се радуеше. Ти зборам за 98-ма. Ти било некојаш И не убаво, ми било многу пути. што те натера толку? Па со сила која те тера некој да правиш. Значи сепак подлегна на тоа. Кој е? Кога Не- некој ќе раководи со твојот талент. Да, не сакам тоа. Човек од Дарбан не може со бездарници да се расправа. И со некој што ќе ти дое кој инквизитор и се ајде мајмун прави се радиш. Ајде запеј нешто се. И уште те злоставља на било кој на садистички начин, ти прави зачколици у контекст на цена, на подценување, на надценување. И више ми се смучи мене од целата таа проклета естрада. Значи сите други можеа да пеат по 6 партии, да кркаат телешко печено, со среќа нека им и со здравје, а ја бе вржан као со букагија, болзен чест за една партија и за патриотизмот. И наедно станав, си гледам се, што преш бе ти стар човек си, више, дај тргни се од овдека, што мајка бараш у овој циркус. Зашто тоа е циркус, буквално. Еден рейф у кој што се лже народот. Толку Тие там искрено. треба како чувствуваш. Многу, да, одвратно. Фановиве, Кои фанови? фанови. Добро, Абе, сепак тие си имаш ти луѓе што ме- генерации кои што Луѓе што ме почитувале, се уште ме почитуваат. Разочарани Луѓе што има? Луѓе што не ме познавале, болje да не ме што му познавале. требаше у политика, што му требаше, има такви. Ау, види, ја сум се бавел со уметност и со таков тип на активност, независно од политиката, ама ме злоупотребила политиката зашто сум верувал на некои приказки кои биле актуелни у тоа време, јас сум бил млад. И сега ако не го смениш мислењето, онда си више, знаеш, како беше она Здравко Чолич викаше, ko не жели да се менја, волега и сажалења. Треба да преведам. Така е, да не. Се уште не треба да преведам. Постојат партиски уметници? Не, постојат уметници, постои политика. Кај што има политике, нема етике. Нема етика. А кај што нема етика, има етике. Не сакам да прашам, Не слушаш ли сега што зборам? Слушам, да. Значи, уште еднаш ќе ти го повторам. Кај што има политика, нема етика. А кај што нема етика, има етикета. А етикетата е за продавање, нели? Beatles for sale, I'm not for sale. Не се продава. Така. Добро. Има ли прогрес некаков, ете, го спомнавме преска, тој Dark Wave македонски, нели? Има ли прогрес од тоа време со Клержо, со Мизар, со телонаука совршена, со падот на Византија, со Што би групи спомнал. нели? Има прогрес од музички аспект со денешницава? Има. Таков вид на... Па, не знам колку си упатен во современава сцена. Ти си сигурно многу Па, повише. ја по некоја случајност сум апдейтуван затоа што се дружам со деца помали од мене 30 години. Нели Драгче се дружи со помали од него 10, овој помал од мене 10 и 25 години. Слушај, мислам. Ако збориме за Dark Wave, би го спомнал Зајче, Ширшаја. Фантастичен лик, кој ги држи традициите од тоа време, баш на овие бендови што ги спомнати сега моментов, со кои што сме свиреле, што сме се дружеле, денеска сме другари, блиски со сите нив. Ете, гледаш Ширшаја, ти ја спомням, си ги слушал како звучат, треба да ги почуеш. Доволно едно да ти кажам, така? Значи има. Како не, за друга музика, па да не ти зборам, овие Брусе, гениалец, невиден, Ади, Пепшо,
Foolish Green, тоа е меѓу Beatles и Pink Floyd. Буквално, Сид Берет и Џон Ленон си ги споили и тоа е една неверојатна светска атракција, ама овдека нема таков капацитет земјичка да ги сконта тие работи кои што е Foolish Green. Искрено ти кажам, као што порано Македонија имаше капацитет да ги сконта Лебисол, Мизар и Архангел. Искрено ти кажувам сега, у тој контекст, ние сме иделе по Југославија. Не се смени народот. Сме правиле у Суботица, у Зајачар, у Ваму, у Сараево, у Београд, у Загреб. Сме идели, сме концертирали и супер сме проваѓале. Као клинци од по 16-17 години. Па и на 25 и на 28 сме иделе со Владко Стефановски, сум свирал по цела Југославија, по Германија, по ти реков ми реч. Сега знаеш како ти кажам, сега да не биде ова се некој ламентирање по младоста, ама ова е тапа тотална серија што е Македонија. У моментов Македонија е на дна. Нема кај да иде. Значи, жива мизерија, жива срамота сме. Поедеме туѓа срамота, не, поедеме лично моја срамота што сум тука овдека. Се уште што живеам ова џаволја прчија што би рекол него. А ние сме криви заради тоа што е ваква земјава. Не зашто? Зашто не се почитуваме меѓу себе. Гледаме кој како да намести, кој како да му го подпика, да го пропасти, да му се сити. Не бевме таков народ. Стварно не бевме таков народ. Кој не направи ваквија, не знам. Али кој не направи, нам арам да ни е, него алал да му е. Што би рекле дервишите, од мене лале олсун, од Алла и лалла. Така е. Добро, морам да го спомнам и обидот за све ова рок-н-рол. Ќе има. Како ме намести? Овако има и обидот за јас сум оđeo у Каиро. Чекај, моца. Сега ќе ти зборам за рок-н-рол. 98 Евровизија. Обид за Евровизија. Рок-н-рол чисто. Нема да те прашам со кој памет на Евровизија исто кој со кеф, не со памет. Да? Да, сакав да се зезам. И тоа... Али излезе од контрола работа, а? Излезе од контрола, што ја ти кажа. Ке ми излезеше една узречица вулгарна. Излезе од контрола и што ми требаше после, што сум кревал ракаве, ле. Ама ете, се смени животот, ми тргна некако ептен у некоја забрзање, некој успеав да го искелнам до негде првите 7 години, после тоа дигнав руки. И викам, не е ова за мене. Знаеш дека тогаш народот беше поделен на оние за Гиш и оние за Владо? Ајде, тоа се будалашки. Камоли, тоа се велам сега, камоли сега да биде така? Многу глуп народ сме ние уствари, за жал. Може да те манипулира Евровизија, бе, а не политика. Зашто сме такви? Не знам. Зашто сме затворени овдека, сите сакаат пасош да извадат. Кај ќе иде од тој народ со сите тие пасоши што дремат сеако, да не речам ко буви нешто. Кај иде и да отиде, што ќе види надвор? Теле отишол, вол се вратил. Многу глуп народ стана. Срам да ми ова што го зборам. И јас сум дел од тој народ. И јас заглупавев. И сега ова е више момент на очај. Момент на јуродивски очај. Да не употребувам високопарна лексика, него да бидам јуродив, да ви го расипам кејфот. Целта. Затоа што никој мене не ми го прави кејфот, а очекува да им го направам на луѓето кејфот. Како може човек со расипан кејф да му го прави кејфот на цела нација? Иџбидуа тоа, олмаз. Ме разбираш? Добро, двоцифрен е и бројот на поетски книги кои ќе ги имаш напишано. Да. Има поврзано с поезијата и рок-н-ролот? У мојот случај не. Не? Не. У мојот случај е чиста поезија. И тоа што сум пишувал текстови за рок-н-рол, сум пишувал текстови, тоа што сум комбинирал музики на мои пријатели со мои поетски творби, и тоа се случувало, ама многу се ретки. А поезијата е за мене една врвна духовна атлетика и како млад и екзибиција, ама сега на овие години не. И можам да ти кажам, теков на коронава напишав така. Не пишев пред тоа 10-15 години, ништо немав напишано. И од коронава, која не уапсива,
Напишав 3 книги, Кој тргна. и тргна секој ден на Фейсбук. Тогаш се закачив на Фейсбук и фала му на Фейсбук што ми издржа. Секој ден пишував по некој зборови, по некоја ствар. И кога ги собрав на крај за 2 години, скочи едно 300 и кусур ствари. И ги имам систематизирано 3 ракописа и не ми се издаваат, искрено ти кажам. Поготово не у Министерство сега за култура, затоа што гледам какви се, не беа подобри ни минатите, ама не беа до толку, искрено ти кажам. И ми е шубе да ми издаде држава книга, а немам доволно кеш за да си направам по 100 примероки да им ги давам на луѓе што знам дека ќе ја разберат приказ. А и баш кога не ми значи више ништо тоа. Порано ми значеше да бидеш у друштво на писатели, да седиш со Петри Андреевски, со Радован Павловски, со Богомил Ѓузел, со Владо Рошевич. Не беше мала работа, со врвни интелектуалци, професори и уметници. Сега е више све сведено на трици и кучини. Нека ми простат ретките исклучоци кои талентот не го злоупотребуваат за политички естаблишмент, односно да се упикаат у некоја управна зграда и да располагаат со судбините на подчинетите. Така. Не дека немаше у комунизмот такви сиви еминенции, меѓутоа тие сиви еминенции има опуси позаде себе што може да му парираат на крлежа, например. Ама кога ќе си го лустрираш Славко Јаневски после тоа, што да претендира таа култура? Мислам, тоа се нонсенси. Ама зошто да не Затоа сме тука. Зошто да не збориме за тоа? Еве, затоа сме тука. Затоа што не си ги почитуваме најталентираните и оние што ја направиле оваа земја. Се разбираме? Така. Значи, не е само Славко Јаневски што го илустрира, али Славко највише ме заболе кога го видов тоа. Затоа што тој беше единствен бре од Македонија, од Нобеловата академија кандидиран за награда за книжевност, од чудотворци романот. Мислиш, знаева овие од таа комисијата кога илустрира? Шекерната приказна не ја прочитале, те паа Славко. Зошто? Затоа што живеел у таква земја, нели? И такво време. И у такво време, нели? Така. Може Која е продукцијата на Совремиева наспроти тие кумири на македонската култура и уметност, меѓу кои беше Чичко Славко Јаневски? Може со трезвен ум и со среќен дух да се создаде добра поезија? Само така. Само така. Само така, никако другачи. Што вика Бранко Милковиќ, поезија ќе едног дана сви писати. И така и би. А јас го препеав еден парадигматичен стих негов во Осеќање света, мислам дека се викаше песната, вика не искушуваме мене матен, ти прониклив огну вечен, додека сум несхватен, ќе пеам непопречен. Бранко и го свати кралежа и го обесија на врба, кај што е најтано. А врба помала од него, пола метро. Што мислиш, у тоа време немало такви работи. И имало бе, синко, не е само у Македонија така. Не знаеш зашто да прашав ова? Еве, ако ги земеме најголемиве рок-н-рол бендови, едни од најголемиве, са Дорс, например. Поезија е тоа, чиста поезија. Апсолутно, да. Ја создал Джим Морисон. Да, тоа е фантастична поезија. Затоа те прашав дали трезвен ум може тоа да го создаде. Луциден. Луциден. И дрогиран. И начукан. И мотивиран и стимулиран. Што такво нешто мислам да Трезен текне. сакаше да кажеш. Собор. Трезен, да. Не. Трезен. Не. Не може такви работи трезен ум да направи. Значи сепак си има Стрейташ мислиш? Не. Не може. Да не се лъжем. Не може. Може да препишуе само од таквите. Да гледа од пенџери, да препишуе и после да се фали. Ме разбираш? Не е тоа, Дионис е тоа. Дионис кај може трезен да биде? Как не бива таа работа? Екстатичноста не иде со промисленост. Екстазис, на грчки знаеш, иступление, иступување, нели? А кај што е иступлението, нели, истапувањето, тука е
топлението, односно топењето на металот или металноија, не метаноија. Преумување на металот е менување на агрегатната состојба на металот. Ме разбираш? Тогаш тој метал можеш да го земеш у рака и да не те изгори, а да биде вжештен. Има една приказка дервишка, некој витез, коњаник, Алп, застанал у некој село да му го поткива налбат од коњат. И му вика, го дал коњот на ковачот на налбатот да му го кое. И меѓу време оđата тој мојазинот од минаретот дига езан. И овој налбатинов го кова коњов и го јалан вика. Демек лажно е. Витезов ај се направил будала прв пут. Втор пут па јалан, ај. И третиот пут јалан и му вика, ало бе, вика, ај јас сум тука. Ама некој друг да те чуе ќе те обесат, како јалан бе, вика, Куранот го учи, вика, како јалан. Јалан бе, вика, нема везе тоа што. Како бе јалан? Така, лажно е. Ај, ако си толку, вика, ти сигурен, кажи ја вистината. И Ковачов ни 5 ни 6 го загледа и се качува на тоа, на ковалната од челик, нели, направена. И вика. Учи езан, почиња да се топи тоа на ковалната под неговите стапала. Витезов го гледа и чудом се чуди и му клекне на колена. Вика, кој си, вика, ти, Азрети, вика, кој си пророкот ти? Го гледа, вака, вика, ти си јалан, вика, и јас сум јалан. Како јалан, бе, вика, шо збори, вика, како јалан си истопи, бе, вика, челиков под тебе. И го гледа, вика, бе, вика, јазак. Да не бев јалан, вика, ја ќе си истопев, не челикот, бе, вика, онан. Така. Ала мислам, јок ми, вика, ту си те ме разбра или не? Нагласакот е на или не. Бе префрлил топкава се од другава страна, затоа што те викнав, кога се договаравме по телефон, нели, за гостувањево, кога ти кажав, ти спомнав дека, нели, емисијава се вика Бок и рок н рол. Не заради тоа. Ти се насмеа и ми рече, јас сум поише за рок н ролов. До таму е дојдена работава, до... Не, брат, знаеш каква врска има рок н ролот со Господа, тоа е неверојатно. Нели? Па да не беше госпелот, немаше да биде рок н ролот. Госпелот е евангелие, така? Музиката на на псалмите на евангелистите. Која се пее во баптистичките, во евангелистичките цркви, се пее до ке црците дури до доведување на состојба на колективен транс. Да. Сериозно е тоа, затоа што они ги спојуваат африканските мелизми со библиските содржини. И веруваат во тоа затоа што немаат каде. Не е од поза тоа. Него е за чисто спасение. Буквално за спасение не на душата, него и на телото, зашто не забораве, тие се вистински робови, не символични раби Божи. Тоа е робска музика. И госпелот е робска музика. Света музика, сакрална музика. И сега ти од госпел кој ќе отидеш у блуз, многу е интересна сличноста и разликата и сега ќе се обидам да ти ја демонстрирам, затоа што за тоа не може човек друг поинаку да зборува, освен со високопарни теоретски фразеологии кои ќе им бидат туѓи на слушателите. Еве сега ќе ти кажам вака. Од госпелот прв се дефинира како посебен лик, барем според мене, што не мора да биде точно, Сани Хаус. И застанува сам човек, стар црнец, сув, со бркчи, со шишир, починак. Tell me who's that right, John the Revelator, tell me who's that right, John the Revelator, tell me who's that right, John the Revelator, because the seven seas.
Who's that riding John the Revelator? Tell me who's that riding John the Revelator? Who's that riding John the Revelator? The book of the seven seals. God come down to the hell of the day, colliding by his name. He refused to answer, cause he was naked and ashamed. Tell me who's that? John the Revelator, tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote a book of the seven seals. Christ had 12 apostles. We are the battles. Let them do the wrestle to the and bread. Tell me who's that right? John the Revelator, tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? John the Revelator wrote a book of the seven seals. Wrote a book of the seven seals. Wrote a book of the seven seals. Ова е за Јован, апостолот Јован, откровеникот. Апокалипсисот е откровение и Јован го напишал. Возлюбениот ученик. И вика, кој е, вика, го напиша тоа? Джон, вика, John the Revelator. Кој е тој? Тој што ја напиша, вика, книгата со 7 печати. Книгата на 7 печати. Кој знае, знае. Кој не, нека прочита. 7 печат на Бергман е парафраза на оваа приказка. И тој е чист рок-н-рол во филмската уметност. А ова што ви го испеав од Sunny House, можем и да го спомнам и Вим Вендерс кој го направи оној фантастичен филм The Soul of a Man, посветен на Блајан Вили Джонсон и на Скип Джеймс и на J.B. Ленуар, каде што, еве, например, приказката за блузот и за госпелот е фантастично експлицирана. Што е уствари блузот, ако не дијаволската музика или devilish music? Роберт Джонсон. Роберт Джонсон, али, прв ти кажав, овој, Блајан Вили Джонсон, Блајан Дјамон Джеферсон, Роберт Джонсон е еден од нив. Тројката. После доаѓаат сите други, меѓу кои и овој Џон Морганфилд или Мади Уотерс, тако звани, кој на една турнеја го зима Sunny House да пее и да свири малце гитара со неговиот бенд и басистот од неговиот бенд почиња да мрчи нешто, да гунџа. Шта е? Како и секој басист. Што е стариот си? Да зеле сега, тој ќе го мкнеме гробу пред врата, вика, гледа каков му избегал на гробарот пред лопата, вика, што сега, социјални ли сме ни? Мади Уотерс не е толку џукела како што биле другарите негови, например, Вили Диксон и компанија, ако бил голем 2 метра, ама добар бил по природа, не ги тепал другарите. Овие други стално ги макјали. И тука му пука филм на Мади Уотерс да го фаќа за гркljano и басистов и го залепува за зите, вика, слушај бе, копиње. Уште еднаш вика, don't mock about this man. Вика, немој случајно ти се деси уште да се подсмеваш на сметка на овој човек, затоа што овој да не беше ни ти, ни ја немаше да јадеме леп. Вика, он го измисли ова што ние сега го прави. Have respect for such a person and personality. Го цитирам Мади Уотерс. Значи, блузот бил крвава работа. Немало привилегии тук. Како ќе се бориш, така ќе се избориш. It's goddamn real true. Значи, проклето вистинито. Чиста мака. Чиста мука, баш. Сега, госпел хоровите не се случајни. Што мислиш ти, Арета Френклин, кај почнала? Рей Чарлс, кај почнал? Па, да речеме и
целата приказка Black and Proud, нели? Се е тоа врзано со госпелот, со блузот и оттаму се деривира рок-н-ролот како мас култура која капиталистите, империалистите, масоните, цијашите и сите остали велика деца кои воле да се играју у пјеску са птичиим изметом мисличи да су дудинке, ја сме се разумели некај знам, и го продаваат после као хот дог. You're not about a hound dog, riding on time. Елвис Присли е уствари Чоравело Миле, лопов на сите црнечки хитои. Ама Елвис демек го кажуваат, демек бил у шемата со госпел вудуто, па го фатила магијата, го фатил моџото, па ти реков, па ми рече, па приказки за мали деца, лепи дечко из Тенесија, тамо беше негдека, нели? Мемфис, Тенеси. И од Елвис, после Битлси, па Лед Зепелин, па Джими Хендрикс, па Дженис Джоплин и така даје. Ама, кој ќе чуеш ти Били Холидей како пее блуз и како пее госпел, ќе видиш дека тоа има корен, многу дубок. Има зошто. Многу дубок корен има Бог и рок-н-рол. И сега ќе цитирам Морисон у една негова ствар, Soft Parade се вика од истоимениот албум. Вика, when I was back here from seminary school, there was a person there who put further proposition that you can petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. И починах, can you give me sanctuary? I must find a place to hide, the place for me to hide. И тя вика, calling on the dog, и го метатезира, calling on the dog, calling on the dog, calling on the dog, calling on the God. Или беше calling on the God, calling on the God, calling on the dog. Ме разбираш, еретизмот е одстапка. Хајересис на старогрчки, тоест на грчки значи избор. Можност за избор. Хајересис или хереза. Не е светогрдие, не е бласфемија. Ереста, како слобода на избор, е прокълната од проминентните фашизоидни системи кои сакаат да располагаат не само со човечката снага и незината пот и труд, него и со човечкиот ум, и со човечката душа, и со човечката љубов. Љубоначалие, празнословие и на крај униние. Односно депресија, така? И униние имаше една ствар од мизер. Имаме читано едно интервју со тебе, не знам за кој медиум беше пред доста години, го цитираш Свети Григори Палама. За тоа со огледалото? Да, кога ќе влезеш во црква, гледај во иконите, не се звери во иконите и во фреските, туку зирни низ клучалката за да се видиш себе си. Ипостас. Ипостас. Односно, што е ипостас? Како да го наречам? Инкарнат некаков, духовен. Што гледаш низ слушалката? Низ која клучалка? Има многу. Абе ти кажа фреска, не сме од тие пазачите ние да гледаме низ клучалки. Ние сме воајери, ние сме активни протагонисти на процесите и додека си активен протагонист на процесот, не гледаш ништо, чувствуваш, гледаш пред тебе. Тој што е пред тебе гледа зад тебе. Зад тебе. Ако му веруваш на тој што е зад тебе, можеш да идеш пред него. Или обратно, да не видам сега погрешно сватен. А како влијаеше творештво твоево, например, врз таа работа, те вовлече во вера, или те направи поише атеист? Скептик. Скептик, искрено да ти кажам. Кај све не сум бил.
Што све не сум правил. Од се понешто. Ама буквално, сите од дете, од 13 години. Многу ме интересираше све. Све сум пробувал да видам што е, кое што е врзано со духовност, разбира, со патешествија, Благодарение на тој со трипои, со дроги, со музики, со тантри, со мантри, со све живо и диво. те интересира источна култура, дервиши, нели го зборуваме хипи Све ме движење, интересира, богомилство све, си, Или што со тоа? христијански апокривни Све. книги, нели, па и Кришна. Све бе све. И ми досади све. Аман бе. Ај, досадно е више, знаеш како ми е досадно све тоа? У моментот знаеш ли што правам? Што бе? Седам пред со тебе и пуштам ногти. Гледай кај ногти. Те примете, мислам, Еве ги пуштам за да свирење. зборам со тебе, бе. Ги порасна дека зборев со тебе. Ти се веруеш? А? Да. Ти се веруеш? И видам ногти пред да дојам тука. И забележав, да. Па значи па. Еве сакам да го цитирам Рамбо, разбираш. Рамбо. Ама подобро Го да почитуваш Рамбо? Многу сакам. Птене, генije. Генije, класичен генij. Само кој ќе го разбере? Сега многу му замеруваат тука, учествувал на некои... Како да не му замируват на гениот, не се сите гении. Може Со или сите да му се така, восхитуваат или да го пљујат. Што му замеруваш? Ударил по гъста, шлакнатата што продавала били за Не, дека го критикува, нели, тоа модернизмов сега, како се движи Право е Рамбо светов. скроз. Рамбо е стара школа. Антонije Пушиче, мислам дека, како да ти кажам, ама сега, боле да си Антонije Пушич и да имаш другари што ти ги возиш на чамец, на едрилица, и кој те разбере, ако не, па отвори сајт и биди, како се вика, оној сат или никад, гуру, сат гуру. Да. Чин мој преку мој, например. Како би изгледало тоа? А ќе ти извадат джигер од дисајплите негови. Ама зашто бе да не се зезаш на сметка на тоа? Што е тој? Нема две уши, три има, два носа има, опаш има, рого има, па да му се чудам. Многу е глуп народов што од ништо нешто прави. И кој ќе видиш зашто страда пустиот народ? За обичност. Сите се сега необични, сите сака да бидат ин. А каде е аут моментов? Кога се Не, сите тука ин, му каде е аутпутот? тука беше и за мерката, дека пропагираш така, дека не треба. Шо? Нели, а одиш на манифестација и земаш награда која што е таква, како што е тука Се беше маца. спрдал со тоа човек. Знам, да. Ти не му дадоа пари на Рамбо, Ранко му даде бубамара за да може да направи концерт. Тука се позеза малце со джики и со гоце. Он уживаше со джезери, Да, беше да, го свири, гледам, затоа баш го гледам. Затоа што јас знам целата прича негова како она се деси коалицијата меѓу Рамбо и ЗДЖМ. И бев жив сведок, таму и бев фасциниран, тоа беше, мислам, брилијантно. Он уживаше што такви дечки го сконтале дека уживаат, додека он свири и додека они свират, он ужива. И тоа не се деша со намешталка или со наместени хонорари. Не бе, доаѓа од кејф. Од срце. Јасно, од кејф. Него ретко кој го конта. Сваќаш? И он ги виде джики и гоце дека го сконтале скроз. И од кејф дојде човекот. И кејфот оста и кејф и пак. И видиш каков кејф направи сега па на бубамара. Растур, френк запад, до даска. Мислам, како да не бидеш одушевен од еден таков брилијантен мајстор на својот занает. Да. Би те прашувал за богомилство. Што е толку фасцинантно? Не ме прашај за богомилството, жити се. Инсистирам. Нема. Што е толку фасцинантно? Знам дека многу знаеш, многу си Ништо не наврезан знам, сум заборел, во тоа. ни се стемни од света. Не сакам Во да денешницава такво делување би било рамно на што? На будалаштина. Да. Па да. Сега замислите хипи комуна од 21 век у Скопје. Ќе те уапсат, бре, пријатели, ти подметнат кило хероин, ако ти збориш за метафизика. Опасен си, не може така. Или си вамо, или си тамо. Не може измеѓу па ти да меандрираш. Како тоа? Кој е то теби дозволио? Ние во Југославија СФРЈ. Извини ме што пародирам. Морам. Единствен начин да му доакаш на тоа е да го ставиш под пародија. Затоа што толку сериозно ако му се посветиш, ќе видиш дека
жал ми е што морамо да го констатирам, ама нема више такви луѓе како Кирил Ценевски да го направи покој Рацијат, например. Или Коста Рацин да го напише тој историски есеј за Драговицките богомили. Све ова више рециклирано до зла Бога. Не сакам да зборам против ништо, меѓутоа искрено ти кажам, кога јас се трудев да направам нешто во врска со таа тема и да ја врзам со македонскиот географски и духовен простор, наидував упорно на обструкции, на обстикали, на подметнување од секаков вид. Што и да некоја... И што имам, бе, викам, ја више со тоа, не сум ни Алла, ни пейкамбер, пе се ја да ви отварам вас очи. Неќете, ви ги бугарите све направи. Добро јутро, джезери. Зошто? Затоа што си го гледаат како дел од својата традиција. И после како ќе ми ја затвориш устата? Кога не си сакал да го направиш ти тоа. Не си сакал и крај. Имало луѓе, се обидувале. Не може. Зошто? Не знам зошто. РС? Секако дека е ерес, избор е. Не е правоверно учење. Не е догматика. Гноза е. Ама што има... Тогаш и очекувано да биде така. Добро, се е тоа еклери, баклава уизлок, пичи се дрегалија, сега у овој момент у 21 век. Мислам, дегутантно е да фаќаме страни се и да гинеме у име на некакви идеолошки матрици кои ни сами себе не сме си ги доразјасниле, а ќе гине народ у име на тоа. Не признаам такви работи. Боле биди глуп отколку фанатик. Ме разбираш? Глупиот бар ќе те маа со камење, фанатикот ќе те заколе, бе, брат. Иди ти објасни му на некој фанатик дека си сакал да се зезаш. Нема хумор тамо кај што има тутучка религија и фанатизам, нема шанси, затоа се држам по страна од такви работи. Може да се шалиш само со човек што има смисла за хумор и што има осет за хумор и да си направите така една еленџе муабет или забава интерна. Иначе ваква програма, тежок ризик е тоа, пријателче. Особено у ова време. На глобално ниво, што им се деси на ние Шарли Ебдо. Карикатура. Отиде главата. Не разбирам, неам намера да си играм со такви работи. Страф ми е, искрено ти кажам. Ај више, кога сме кај стравотен Јеромонах, баш еднаш правевме муавет, ми рече дека секој човек, секој бебе, новороденче се раѓа практично инфицирано со смрт. Смртта е болест, нели така речено, со кој што мораме ние да живееме. Са наше колку ќе успееме да ја одоговлекуваме и да спречиме да метастазира. Што се случува кога ќе испуштиме душа? Мене ме прашуваш? Да. Абе ти кажа. Не знам, Нит сум Алла, нит сум пекамбер, нит сум Господ, нит сум пророк. Како да ти кажам? Кај да Твое знам? мислење. Можеш ти да мислиш Се согласуваш со црквата, се согласуваш со нешто друго. Може да те прашам. Има живот после смртта, има воскресение, нема воскресение. Тоа е прашање од милион долари. Бити или не бити. Обично се спрдам на сметка на тоа. Да ми простиш на изразот. Се подбивам. Затоа што крвта, ловориките, воинствените походи, хероизмот, драматиката на трагикумот, сето тоа ми е дегутантно, банално и префорсирано. Исто како што му е впрочем и на Бога. Според Сјоран, вели Господ, се уште им се радува само на шегаджиите. За среќа. Значи ги врзуеме филозофијата, догматиката, гностиката и ги ставаме на еден, како да го наречам, аксиолошки штегер. А врзан за него е гносеолошкиот конј, водињот од слободната волја.
и врши околу тоа шчењерот. Гази. Трупа. Што ќе остане, ќе го вееме. Сеј баба брашно, на циганки трици. Не иде на ромки трици, да кажеш, мислам, ќе биде too much. Нели? Да не се вреѓаме, да не ме сватат погрешно. Сепак и ние циганите имаме душа. Циган е титула, значи пеач. Доаѓа од санскритот гитан, што значи песна. Гита е песна, гитан е пеач. Гитан, житан, циган. Сите други експликации се помалку или повеќе пежоративни. Ова е основната, базичната, семантичка ризоматика на зборот пеач, санскритски, кој ги увеселува луѓето, односно ги пренесува Божите зборови. Гитан, првиот гитан бил Нарада Муни. И имал вина, као мал ситар, мала гитара, и пее, свирел и пеел, и ги пренесувал пораките од Брама, или од Шива, или од Вишну. И нив им ги пренесувал молитвите на луѓето. Некој тип на Меркур, односно на, како го вика, Хермес. Нели? Гермо. И кога сме веќе ке рок-н-ролот и Бога, што мислиш ти, ја те прашам? Слушале ли свештеници актуелни рок-н-рол, владикиве наши денешни? Што мислиш? По-големиот дел, веројатно, да. Мислиш ли дека биле влијаени од тој тип на контракултура, така да речем? И дека токму тој тип на контракултура им ги отворила вратите на вистинската духовност? Што мислиш ти, со кого сме растелени? Ја имам 56 години. У моје време Стефан Санџаковски беше постар од мене на 10 години. Горан Трајковски 5-6 години. И Мето Златанов исто толку од прилика. Сега зборам онака ко другари, нели? Јанко Нинов помал од мене 2-3 години. И така натаму, и така натаму. Тоа рок-н-ролаши вече. Падот на Византија беше чист рок-н-рол. Знаеш дека пратачи вокали им има пеено и на падот на Стефан им има пеено и на падот на Византија и на телонаука се вршеле. Санџаковски? Да. У станчето у Карпоша наука што живее. Сега морам да ти кажам, што е рок-н-рол. Апореја дојде после падот на Византија. После Апореја дојде, или како се викаше, Анастасија. Анастасија. Нареких Вавилонска и така натаму, и тоа стана историја, така? Посебен стил. Мизар. Мизар стана мизар, вистинскиот мизар, нели, со тој тип на музика, рок-н-рол и византиска музика, која дојде Горан Трајковски и Зоки Спасовски со мизар. Нели? Тоа е 85-та, 6-та, евентуално. Ја бев жив сведок на тој концерт, умъкат се доле. Тоа беше страшно. Откровение, класично. И не можеше цела Југославија да остане рамнодушна на сето тоа. Која е врската меѓу Бога и рок-н-ролот у Македонија? Многу јака, еклатантна, многу врзана. Име примери од НАТО. Мистична конгрегација е тоа Бог и рок-н-рол у Македонија. Еве ти ги кажувам парадигматичните групи, и Падот на Византија, и Мизар, па дури Архангел, нели? За Клержо не сакам да зборам и за Лаколон и Волвок, затоа што сум дел од сето тоа беше више ултра еретизам и еротизам од моја страна и од страна на моите пријатели. Свашта сме правеле ни. Чак што више, би рекол другар ми Џо, индиско божество неписмености, чак што више, така се вика. Свиревме, правевме зикир, човече, сред Нови Сад, на Петрова Радинска тврѓава, правевме зикир. И тоа фри джез постава и дервиши тука на иста сцена и 50 минути ги полудевме таму. Значи ми мајка одлепија скрос луѓе, ние скрос одлепивме, утрнавме, нема кај да иде. А и луѓе беа откачени тотално. Не само тоа, и на многу други места и Бога ми сме награбусали, убитола ни ги скршија џамоите на изнеменото комбе, затоа што мислеа дека сме муџахедини, дека сме секташи. И озбилно ти кажу, не се зезам, сериозен сум. И не е баш благопријатно на еден народ кој е инфициран со
само омраза, ти да му ја даваш Божјата љубов есенцирана преку музика. Не ти се пишува добро. Да, ама пак се враќаме на тоа што и преска те прашав, дека преку творештво доаѓаме до таа вистина, барем најголемиот дел. Можам да ти ги кажувам овие зборови затоа што више ништо не ме интересира од тоа што сум го правил и јавно се откажувам од свето. Добре. Да, бе, искрено ти кажам, тоа е више скроз за мене туѓо. Што сакате правите му на него? Мислам нема везе више со мене тоа. А од сега па натаму? Ани јас со него. Од сега па натаму обично. Вајде ќе твориш нешто? Не. Што да творам одека? За кого да творам? За себе? Да бидам поголем собственото и одвратно, глупо ми е тоа. Досадно ми е више таква работа, банално ми. А за политички коректни елити, да бидам политички коректен и да творам, не. Фала многу, не ме Добро, сепак јас мислам дека имаш една искрена група на поголема и тоа група на луѓе кои што искрено те почитуваат и очекуваат од тебе. Ако сме се дружиле вака по Скопје, да сме иделе на свирки заедно, тие ми се другари, пријатели. Па за нив. Па со нив можам и да се видам по дома и да си правиме муавет, разбираш. Вака не ме занима више свето, огавно ми е, дете, веруј ми. Мислам, не сакам да бидам лицемерен се, да ти се да ти покажувам нели кривини христијани и муслимани, нели скијање лево десно. Досадно ми више од тоа, од прајање учтив, од глумење, коректен. Нема искреност више тука. У медиумиве па или ако не се караат, ако не се пцујат меѓу себе на тие дебатни емисии. Тоа е најискрено. Тоа или ако не кълнат одредени политичани. Досадно е свето, народов е на многу ниско ниво, а поготово и медиумиве у трансферот на таа една дебилна емоција која не убива. Не убива колективно, другарче. Тоа нема везе ни со Бога, ни со рок-н-рол. Тоа е тешка, тоа е тешка интоксикација. И што побрзо му текне на народов тоа дека го манипулираат и го трујат, што побрзо се откаже од тој концепт на мрзење на другиот и на мрзење на самиот себе, полесно ќе му биде и поише ќе му тргне. Ако се сети какви биле пред 30-40 години, нека им кажат на децава како било тоа. Верувале, не е битно, има филмови од тоа време, може да им покажат. Ова сега какво што е, нигде не иде. И за ова време единствено творештво е, што да ти кажам, да седиш дома, да се бавиш со кулинарство, да копаш патлиџани, да сееш, ганџица да си посееш негде на тајно место, ако не те најдат, да си го направиш кејфот на душата, да не те трујат со лекови, да те навлекуваат на депресии преку лекови, на лекови преку депресии и така натака. И сега ова е чист еретизам што го кажувам. Ме разбираш, може да ти направат белја. Ке рече овој пропагира секс, драгс и рок-н-рол. Па до рок-н-ролот не иде без секс и без драгс. Не иде. Што е тоа? Забавна музика. Нели? Брала мома капи. Турбо фолк. На попови прадеди. Ајде. Немаме многу време, тоест немаме воопшто време. Фала ти многу што одвои време што го нема. Што го нема. Се надевам дека не ти направи проблем. Супер беше. Па се гледаме. Може да ме цензурираш, нема да се. Нема работа идеш се. Малце поише смисла за хумор и фали на оваа твојава генерација. Да. Похрабра смисла за хумор, иначе затоа не мрда приказка во Македонија. Нема смисла за хумор, довитливост. Забораваме да се смееме. Довитливост се вика тоа, на српски и на македонски се вика досетливост. А на енглески не знам, може би ingenuity. Да доакаш на некој. Море, имаме хумор. Имаме хумор. Отвори Твитер, Дечки, фала ви и на вас што не гледавте, па Peace. до следниот пат. Peace.